Од Штип до Берово, контроли за бесправна сеча на дрва ќе има како никогаш досега, велат од Национални шуми на Македонија. Не само што ќе ги зголемиме контролите на регионалните и другите патишта, туку и контролите на терен. Резултат на сето ова кое што го зборам се не само оние 200 кубни кои што се најдени во текот на изминатите неколку денови, туку ние во моментов работиме непрестано на територијата на цела Македонија. Сезоната на сеча и масовна продажба се отвора, а дрвокраците се веќе на терен. Верувајте дека нема да остане ниту еден неказнет, ниту еден кој што се дрзнал да уништи дел од природата незаконски и неконтролирано. Нашите служби кога тогаш ќе го најдат. Значи повторно ќе кажам и ќе го повторам министерот пред некој ден кој што кажа криминалот во иднина во Македонија ќе биде неисплатлив. Кои подрачја во источниот регион се на мапата на дрвокраците и дали овде ќе има посебни мерки? Конкретно во источниот регион, еве знаете и Штип беше на удар и се уште е на удар на одреден групи кои што караат. Меѓутоа, будно ја следиме целата состојба, нема да конкретно именувам региони, затоа што во моментот имаме одредени акции кои што ги работиме и јавноста навремено ќе биде известена и ќе дознае за сето она кое што го правеле овие групи, меѓутоа уште поважно ќе дознае што ние правиме за спречување на таквите појави. Во изминатиот период дрвната мафија царуваше и годишно се сечеа дрва кои на неа и носеа бизнис од десетици милиони евра. Беа инволвирани местно население, шумари, шумски полицајци, редовни полицајци и други државни служители.